Скопскиот аеродром добива 5 нови дестинации – Стокхолм, Мадрид, Бари, Келн и Прага. Летовите ќе започнат од ноември и декември, а договорот за нивното воведување утрово го потпишаа надлежните институции, објави вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Николовски истакна дека ова значи повеќе туристи, повеќе економски развој и нови можности за граѓаните. Со овие летови, бројот на нови авиолинии отворени во последната година достигнува 16. Во првите 6 месеци од годинава, преку Скопскиот и Охридскиот аеродром се превезени 1,5 милион патници, што е зголемување од 5% во Скопје и 11% во Охрид. Министерот најави дека наскоро ќе бидат воведени уште нови дестинации. На 29 јули 2025 година, во просториите на Македонската архиепископија, неговото блаженство, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, оствари срдечна средба со учесниците и со организаторите на третиот православен летен камп Свети Нектари Битолски 2025, одржан под мотото Вера, пријателство и македонска традиција на брегот на Преспанското езеро. На средбата присуствуваше и директорката на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, господјата Оливера Трајковска. Имено, овогодишниот камп обедини 45 деца на возраст од 9 до 17 години, вклучувајќи деца од Македонија, од македонската диаспора, како и деца од социјално ранливи семејства. Преку богатата едукативна програма, децата имаа можност да се зближат и да научат повеќе за верата, за културата и за традицијата во Македонија. Според Центарот за управување со кризи, на територијата на Република Македонија регистрирани се вкупно 28 пожари на отворен простор. 3 се уште активни, 1 е под контрола, а дури 24 се целосно изгаснати. Активните пожари се во општините Василево, Радови Шиберово, во Прилеп и Кавадарци, зафаќаат планини, нискостеблести шуми и грмушки. Пожарот во село Бешиште кај Прилеп е под контрола, додека огнот се шири кон Градешница и кон грчката граница, но не се интервенира поради можни детонации. Исто така, во општина Карбинци, пожарот во село Јунузлија е ставен под контрола. Во меѓувреме, изгаснати се пожари на различни локации низ земјата, вклучувајќи ги Штип, Битола, Куманово, Гевгелија, Македонски Брод, Сарај, Делчево, Струмица и Валандово. Надлежните апелираат за предпазливост поради високите температури и ризикот од нови пожари. Воена авионска несреќа се случи кај поморската воздухопловна база Лемур во Калифорнија, при што пилотот безбедно се катапултирал и е во добра здравствена состојба. Според официјалното соопштение од базата, во инцидентот немало вклучени други лица. Несреќата се случила во близина на Лемур, која се наоѓа околу 40 милји југозападно од Фресно, во централниот дел на Калифорнија. За сега не се соопштуваат повеќе детали. Причините за падот на авионот се уште непознати и се спроведува истрага. Властите ветуваат дека јавноста ќе биде навремено информирана по добивањето на првичните резултати. Германскиот министер за надворешни работи Вадефул ќе го изрази ставот на германската влада за конфликтот во појасот Газа за време на својата дводневна посета на регионот. Тој ќе се сретне со израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Саар и со представници на палестинската самоуправа. Германскиот канцелар Фридрих Мерц предупреди дека исходот од разговорите може да влијае на одлуката на Германија дали ќе поддржи санкции против Израел. Тој истакна дека Берлин го задржува правото да преземе конкретни мерки, доколку ситуацијата во Газа не се подобри. По безбедносниот состанок на германскиот кабинет, Мерц повика Израел да преземе итни чекори за облажување на хуманитарната криза. Германија исто така бара прекин на огнот и повикува на договор меѓу Хамас и израелските власти. По Франција и Велика Британија и Канада најави дека ќе ја признае Палестина како независна држава. Премиерот Марк Карни соопшти дека ова ќе се случи на 80-тата сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во септември 2025 година, нагласувајќи дека решението за две држави е единствениот одржлив пат за израелско-палестинскиот конфликт. Карни изјави дека надежта за мировен договор се намалува, особено поради хуманитарната катастрофа во појасот Газа и неуспехот на Израел да ја спречи. Одлуката на Канада е условена и со реформите во палестинската самоуправа и изборите во 2026 година, кои го исклучуваат Хамас. Израел и САД остро ја критикуваа оваа најава. Според нив, потегот представува награда за Хамас и го загрозува процесот за прекин на огнот. Во меѓувреме, 15 западни земји упатија заеднички апел за признавање палестинска држава, со што расте меѓународниот притисок врз израелската влада.